Брзо, да го однесеме дома. Го касна змија. Не, ништо, докторе. Старост. Само Пете и децата да се вратат. Ке се вратат. Трико, немој да умреш. Слушајте внимателно. Од бунарот влево. Кога ќе го искачите ридот, од другата страна ќе видите долина. Што да правиме, Стрико? Да ми ја чувате босилка. Во камарата има грне со треви. Од него ќе ми вадите чај. Што ти е, Волчко? Намириса ли нешто? Волчко, те викаат, знам, сакаш да одиш, а? Не сега. Што ќе прават децата, а? Далеко од домот, со мене. Со мене болен, а? Рано е, Волчко. Рано е, ајде посети, а? Што си замислен? И вчера беше тако. За дома. Баба ми е сама. Сигурно нема дрва.
Како ли ќе преживее зимата? Селаните ќе насечат огрев за баба ти. Ајде. Да видиме. Петре, ќуркот за тебе е готов. Добаре, ќе ме топли. Ајде сега на работа. Стрико рече да не одиш далеку по дрва. И порано да се вратиш. Во шумата брзо се стемнува. Ајде. Волчко! Волчко, каде си? Волчко! Ајде, стани. 3 дена ништо не си каснала. Мигнала малце. Аз сум го видов со Петре. Ми се посмевнува. Ме праша дали имам дрва. Убавиот внук на баба. Мисли на мене. Што ти стана? Да не те бодна нешто? Не плаши се. Тоа го сака зверот, да избегаш во шумата. Таму полесно ќе те паршос. Сакаш да го јадеш магарата? Е, нема. Дојди ако смееш. Така. Ајде, пробај. Какви се. Добри се. Со них ќе трчаш по снегот, ти направи ми бундич. Така. Добро. Надвор застуде. Петре те уште го нема, а? Му рекол да не оди далеко и да се врати што побрзо. Деца. Деца, не слушате, деца. Не слушате. Сакам млеко. Почекај малку, да се свари. Стојанчо, дојди. Во овие немаат и студи. Вакво нешто досега не сум носел. Личам на мечка. По Петрета ми умот. Од утре не го праќам по дрва. Има доволно. Ако затреба, ќе сечем од овде околу куќата.
Петре отиде без Волчко. Го немаше никаде. И јас го барав. Дојде околу пладне вознемирен и не сакаше да јаде. Беше како здивен. Ме исплаши. Му дојде времето. Изгледа решил да не напушти. Сега не задевајте го. Може да биде лош. Во еден момент ја спрашти пругоре. Викав по него, ама не се запре. Решиле да ти изедат. Да те пуштам од ортомата. Ти ако можеш, спаси се. Јас ќе се качам на дрво. Го нема. Си искачив по ридот, викав, ама не се јавува. Не го слушна магарето. Го задави волк. Волк? Еден ли беше? Најпрво ме нападна еден. Бев решен да го брана магарето. Таман реши да не нападне, дојде и Волчка. Волчко. Кога мислев дека ќе ми помогне, и тој му се придружи на волкот. Го одвлечка во честакот. Тоа не го очекував од Волчко. Не помислив дека ќе здиви. Јас не верував, ама Значи се одлучил за нив. За дивината. Сега водете ред. Може да биде опасен. Ќе мора да го убиеме. Не. Многу му должиме на Волчко. Тој не спаси. Може да нападне некој од вас. И не сме да се ризикува. ми се чини дека е опасен. Јас го сакам, но Волчко се врати. Чекај. Земи ја секирата. Ако направи само едно сомнително движење, удри сред чел. Разбра? Не, подобро не излегувајте. Може би довлечкал цел чопор волци. Утре разденување. не би можел да го удрам. До сега ми беше верен другар. Израсна заедно со магарчето. Често него и козите сам ги враќаше дома од пасење. Па ете, го заклал. Го заклал. Доди бе, Стојанче. Волчко! Волчко, каде си? Ене го креплотот. Очите му светкаат да не одиме. Немој да не ми се нафрли. Да се вратиме, а и темно е. Ништо не се гледа. Удрија. Деца! Уште еднаш! Да не се мачи!
Вече не го идам. Стојанчо, гледај, Волчко е целиот покрив. Ранете, се борел со волкот. Успеал да го спаси магарето. Волчко, Волчко. Си излага, Волчко. Ах ти, Волчко, Волчко. И веже простити се всякому прегрешени, волному и неволному, яко да Господ Бог учини душу и даже праведни покояюся, милости Божие, Царство Небесное, и оставление грехове у Христа бессмертного, Царя Бога нашего просим. Господу помолим се, ко Ти си воскресение и живот и покой, усопши раби Твоя стана, Христе Боже, наши Тебе славу силаем с безначалным Твоим Отцем, и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, и присно, и во веки веков. Амин. Во блаженом успении и вечный покой подашь, Господи, усопши раби Твоя стана, и сотвори вечную память. Вечная память, вечная память, вечная память. Молитвами святых Отец наших, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Спускайте. Вечная память, вечная память. Ето, ја закопав и го направивме редот. Си се прибрак утрата кај Петра. А наша Ања барем гробот да и го знаев, све ќе да ја запали. Стојанче, Стојанче, Стојанче. Ќе одам нарека да се изнаплачам. Таму е неговиот гроб. Таму некој вир. Е, издржа срцето. Е, ставно. Пред да умри само
само за Петре зборуваше. Жив ја, ќе се врати. Учителе, тебе ти остаја аманет. Ако се врати Петр, жив и здрав, ти да се грижи за него. Бог да ја прости, веќе неки е споменат. Бог да ја прости. Ајде, Бог да ја прости. Бог да ја прости. Се бој, од вратот ти течеше крв. Мислевме дека ти умреш. Страшно ли беше кога се бореше со волкот? Тој е посилен од сите волци, а ние сакавме да го тепаме. Ми беше чудно. Го познавам 6 години. После борбата со волкот се одлучи да живее со нас. Овде му местото, овде. Стрико? Да. Ти рече дека ќе ни раскажеш за твојот живот. Зошто живееш сам во планината? Зошто? Петре. Еве, Петре, нека ви раскаже, тој знае. Зошто јас? Затоа што ја читаше скришом тетрадката. Не требаше без твое знаење. Оној ден кога го бараше Стојанчо в планина, случајно ја најдов. Видов дека е дневник. Ја прочитав до крај. Таму е запишано се. Се до вашето доаѓање. Дојди. Седни. Така е. Овде е запишана мојата тајна, мојата болка, носам голема болка, голема узна на душата. Вие ми помогнахте барем малку да ја залечам. Ајде, читај, Петре. Зарем пак? Да. Мислеше дека не те гледам, а? Навечер скришно ја читаше таму покрај огнинот, а? Да. Петре. Будалче. Па јас скоро и да не спијам, а? Ајде, читај. Втора година откако избегав од луѓето во самотија, мислејќи дека така полесно ќе носам болката за изгубеното чедо и жената. Но и во најтешките моменти во суровата борба да преживеам, да не умрам од глад и од студ, да не ме растргнат волците хранејќи се со корења, тревки, печорки, змии, гуштери и барајки за солниште од студот. По дупки, по пештери никако не се бришеше сликата на моите најмили, керкичката и жената. Подзастани малку. Ова што ќе ви го кажам не е запишано во тетрадката. Работе во пиланата над вашето село. Сега таа е затворена, не работи. Во градот имав жена и 4-годишна ќеркичка, девојче.
Еден ден ги земав со джипот во планината, сакав да уживаат во убавините. Пролетта што току беше почнала. Снегот се топеше и патот беше кали, се лизгаше. Жена ми како да пречувствуваше нешто. Ме молеше да се вратиме. Не ми е прв пат и реков. Продолжив, иако беше мощно опасно. Кога наближивме до пиланата, джипот се лизна и изгубив контролата и летнахме во провалија. Јас испаднав од джипота. А жена ми ќерка ми Илинка ни казнато од 2 години затвор не беше ништо според мојата болка. Знаев дека нема да ги пребалам никој пат и Петре, хајде читај.